Добар ден, ученици! Јас сум професор Стаменка Ѓорлева и го предавам предметот бизнис за 4-та година во економско, правна и трговска струка во Средното општинско училиште Јане Сандански од Струмица. Во првата тема, суштина на предприемништво, наставната единица за овој час е приватна сопственост како основа за предприемништвото. Најпрвим да појасниме што е пазарна економија. Во чиста пазарна економија, сите производни активности се приватно поседувани, наместо да се поседувани од државата. Производството ја одредува интеракцијата помеѓу понудата и побарувачката, која се сигнализира на производителите преку цени. Ако побарувачката на производи ја зголемува понудата, цените раснат, сигнализирајќи им на производителите да произведуваат повеќе. И обратно, ако понудата ја надминува побарувачката, цените ќе паѓаат, што е знак за намалување на производството. За пазарот да функционира на овој начин, понудата не смее да биде ограничена. Ограничувањата настануваат кога една фирма го монополизира пазарот и се јавува како еден понудувач со ограничување на понудата и пораст на цените. Имајќи ги во предвид сите негативности кои монополот ги прави на една економија, улогата на власта во пазарната економија е да охрабри динамична, слободна и фер конкуренција меѓу приватните производители, правејќи го монополот незаконски. Пазарната економија се спроведува кога сопственичката структура е во најголем процент приватна. Исто така, да се потсетиме на основните придобивки од приватната сопственост. Приватната сопственост исто така охрабрува динамична конкуренција и економска ефикасност. Приватната сопственост ги осигурува предприемачите да имаат право на профитите кои се резултат на нивните сопствени напори. Оваа на предприемачите им дава поттик да трагаат по подобри начини на задоволување на потребите на потрошувачите. Оваа се случува преку воведување на нови производи, преку развивање на поефикасни производствени процеси, преку следење на подобар маркетинг и сервис за продажба или едноставно преку менаџирање на нивните бизниси поуспешно од нивните конкуренти. Од тука заклучуваме дека во земјите со развиена пазарна економија, доминантно учество во сопственичката структура има приватната сопственост. Приватната сопственост екзистира во два основни облика, и тоа групна приватна сопственост, акционерски капитал, и индивидуална приватна сопственост, односно конкурентниот сектор. Групно приватната сопственост, односно акционерската сопственост во земјите со развиена пазарна економија, главно е застапена во големите корпорации, односно компании. Иако процесот на концентрација и централизација на капитал и производство течат кон крајот на 19 век, сепак значењето и учеството на овој сектор во формирањето на општествениот производ, вработеноста, извозот и увозот е особено зголемено во 60-тите години од минатиот век. Ваквото доминантно учество на овој сектор ја гуши пазарната економија и го прави така наречениот монополистички сектор. Целта на овие големи компании била да се смалат трошоците на производство, преку намалување на цените на факторите на производство. Во трудово интензивните дејности, најголем проблем било како да се намали цената на трудот. Ако се земе во предвид дека работниот час е најскапо платен во Соединетите Американски држави, тогаш најголем број од текстилните индустрии од оваа земја почнуваат да го селат
да ги селат своите фабрики, односно да го селат капиталот во Мексико и Азија, каде цената на трудот е многу пониска. Примерот го следат и други компании од други дејности. Тоа предизвикува појава на невработеност во Соединетите Американски држави. Овие невработени луѓе се така наречените сини мантили и се со ограничени вештини и компетенции. Тие и би можеле да се вработат повторно, но во сендвичара, на бензинска, перална или слично. Но многу од нив, не сакајќи пак да работат за други, се осмелуваат и отварат своји приватни мали бизниси со што се самовработуваат. Во трговијата почнуваат многу често да се јавуваат како фамилиарни фирми. И тоа мали дукени, бакалџилници, самопослуги, драгстори и така натаму. Сите тие тргуваат со широка лепеза на најразновидни производи. Во земјоделството никнуваат мали фарми, кои произведуваат жито, зеленчук, овоше, млеко, сирење и така натаму. Сите тие почнуваат да ја формираат индивидуално приватната сопственост. Индивидуално приватната сопственост или конкурентниот сектор се појавува во Соединетите Американски држави. Со порастот на бројот на мали и средни предпријатија во вкупниот број на стопански субјекти пораснува и значењето на индивидуално приватната сопственост во вкупната сопственичка структура. Кон крајот на 70-тите и почетокот на 80-тите години од минатиот век, приватизацијата станува глобален економски феномен, со што процесот на отварање на мали и средни предпријатија добива дополнителен импулс и доживува вистинска ренесанса за глобалната економија. За нормално одвивање на процесот на производство неопходно е да постојат основните фактори на производство, и тоа капитал, труд, земја и предприемништво. Четвртиот фактор или предприемништвото овозможува примена на предприемничка функција. Со различна комбинација на факторите на производство можно е да се добијат различни производи. Само за потсетување, производствените фактори се јавуваат како инпути на производството, а аутпутот е готов производ што се добива со употреба на различни инпути. Односот помеѓу количината на употребените инпути за да се добие определено количество на производ, аутпут, се вика производна функција. Ако, например, станува збор за производство на жито, производната функција ќе ни покаже колку жито може да се добие со комбинација на различни количини инпути за производство на жито. Пример, земја, труд, односно работници, трактори, семенски материјал и така натаму. Типична предприемничка функција се комбинација, рекомбинација и субституција на факторите на производство. Оваа функција на предприемништвото посебно доаѓа до израз на микроплан во предпријатијата. Сеедно, дали тие се организирани како мали фирми или пак како крупни кооперации. Во економијата, еден производ може да се произведува со различен микс на факторите, со помала или поголема потрошувачка на суровини и потрошни материјали, со помала или поголема потрошувачка на капитал и слично. Исто така, можна е и замена, субституција на факторите на производство. Или комбинација на факторите на производство е која на долг рок овозможува најниски трошоци по единица производ. Рекомбинација е повторно комбинирање на факторите на производство со цел да се постигне оптимализација. Кога се познати цените на факторите на производство и цените на производите, од бројните можни комбинации на факторите на производство, оптимална е само една, она која на долг рок овозможува најниски трошоци по единица производ.
и субституција или замена на факторите на производство, пример, труд со капитал, капитал со труд, земја со труд. Потрошувачката на суровини, на енергија, на механички жив труд може да биде во значајна мера, например, заменета со знаење. Во напорите за оптимализирање на својата деловна политика, предпријатието се обидува да врши не само комбинација, рекомбинација и субституција на факторите на производство, што директно се врзани со производството, туку тоа се обидува да го оптимализира и својот настап на пазарот преку оптимализирање на маркетинг миксот. Имено, тој креира стратешки маркетинг микс, кој на предпријатието ќе му овозможи најефикасно да ги задоволи потребите на своите постојани, но и потенцијални потрошувачи. Концептот на маркетинг миксот, како и концептот на комбинација на факторите на производство, се менува со текот на времето, при што се бара најповолна можна комбинација помеѓу инструментите на маркетингот. Во оваа вежба од вас ученици се бара да замислите дека сте собственик на мал бизнис и дека еден ист производ може да го добиете со повеќе комбинации на факторите на производство. Понудени ви се 3 комбинации и исто така дадена ви е и цената на факторите на производство. Од вас се бара да ја определите најоптималната комбинација. Последната вежба даде не еден проблем. Од вас се бара да му помогнете на предприемачот да одлучи дали да направи субституција. Ако одговорот е потврден, треба да објасните зошто предлагате субституција. Во третата вежба, замислете дека сте собственик на мал угостителски објект, чиј бизнис слабо оди. За да ја промените работата и да го подобрите бизнисот, од вас се бара да понудите нов маркетинг микс и рекомбинација или субституција на факторите на производство. Благодарам за вниманието.